Време е за дневник на регионалната К1. И во ова информативно издание ви ги нудиме најновите информации од Вардарскиот регион, Македонија и светот. По кратките најави се враќаме веднаш. Останете со нас. Вирусот на грип е во полнек. Во Велес вкупно заболени се 161 пациент, од кои 90 се хоспитализирани на инфективното оделение. Македонските туристи ќе добијат специјални поволни понуди за одмор на Златибор. Нови виртуелни мобилни оператори влегуваат на македонскиот пазар во 2017 година. Грипот зема голем замав во нашиот регион и пошироко. Во Велес вкупно заболени се 161 пациент, од кои 90 се хоспитализирани на инфективното оделение. Примариус доктор Славица Трајкова вели дека незафатена група на болни лица се децата и возрастните на возраст од 15 до 64 години. Сања Левкова Ангелова работеше на оваа тема. Вирусот на грип е во полнек. Во Велес вкупно заболени се 161 пациент, од кои 90 се хоспитализирани на инфективното оделение. Примариус доктор Славица Трајкова вели дека најзафатена група се децата и возрастните на возраст од 15 до 64 години. Нашата статистика покажува дека од 0 до 4 годишна возраст тоа се дечиња. Вкупно 5 се хоспитализирани на нашето оделение. Од 5 до 14 годишна возраст 28, најбројна е популационата група од 15 до 64 години со вкупно 113 заболени. И над 65 годишна возраст се само 15 заболени. Грипот е болест кој брзо се шири, затоа лекарите препорачуваат да се одбегнуваат колективните собирања, да се води повеќе грижа за хигиената, а при првите симптоми пациентите веднаш да побараат лекарска помош. При забележување на првите симптоми, висока фебрилност, катарална симптоматологија, респираторни симптоми од типот на кашлица, болки во градите, адинамија, повраќање, главоболка и така натаму, препорака наша е да пациентите се јават кај својот матичен, семеен лекар, кој што го започнува третманот со грип, заради тоа што секој грип не се третира во болнички услови. За тоа како да се надмине состојбата со грипот, инфектолозите препорачуваат зголемено консумирање на витамини, течности, топли напитоци и топла облека. Не се препорачува земање лекови на своја рака, туку задолжително да се посети матичниот лекар. Искуството на лекарите покажува дека грипот трае до месец март, односно до почетокот на пролета. Два виртуелни мобилни оператора имаат намера да влезат на македонскиот пазар во 2017 година. Едниот од нив, познат во светски рамки, веќе ја потврди својата одлука. Ова го најави денеска директорот на Агенцијата за електронски комуникации Сашо Димитриевски. Катерина Нацева анализира на оваа тема. Нови виртуелни мобилни оператори влегуваат на македонскиот пазар во 2017 година. Едниот од нив, познат во светски рамки, веќе потврди својата одлука. Најави директорот на Агенцијата за електронски комуникации Сашо Димитриевски, додавајќи дека АЕК е подготвен да создаде конкурентна средина и да овозможи влез на трет мобилен оператор. И за следната година, главна определба на АЕК ќе биде поддршка на корисниците и развој на конкурентна средина, односно овозможување на непречен влез на заинтересирани нови оператори, потенцира Димитриевски. Дали ќе има трет оператор зависи од операторите по светот, дали ќе најдат бизнис интерес да инвестираат тука. Она што ние го правевме и ќе го правиме е да ослободиме фреквентен спектар и тоа е основниот услов. Оваа година имавме влез на еден виртуелен оператор. Очекуваме, има преговори за уште два виртуелни оператори кои што колку толку ќе сепак ќе ја подобрат
конкуренцијата. Еден од нив исто така голем на светско ниво веќе беше тука кај нас на состанок и ја потврди одлуката на менаџментот дека влегуваат во Македонија. Според извештајот од мерењата кои се направени на територијата на целата држава, Димитриовски вели дека цените на двата фиксни мобилни оператори во земјава се стабилизираат по првиот јавен состанок, потенцирајќи дека и двата оператора ги подобруваат капацитетите на мрежите. Во изминатиот период, мислам дека операторите увидоа дека ние цврсто стоиме до нашата намера да ги следиме цените кои што ќе бидат понудени од нивна страна, се прават секојдневни детални анализи и мислам дека тој тренд на зголемување на цените е на некој начин стабилизиран. Има појави на понуда на пакети во кои што се исклучени некои дополнителни бонуси кои што претходно ги имало. Значи немаме директно зголемување на цените, него така суптилни промени кои што на крајот доведуваат сепак до таа констатација дека условно кажано некои услуги се поскапени. Што се однесува на договорот за роуминг за Балкан, Димитриовски истакна дека истекува следната година. Ние сме иницијатори да се продолжи и интензивно работиме и соседните држави кои не беа првично вклучени, како што е Албанија, да се вклучат, бидејќи голем дел од нашите граѓани патуваат таму и од нивни интерес е сите да се вклучат во проектот за намалување на цените на роумингот, истакна Димитриовски, додавајќи дека цените на роумингот во земјите со кои е склучен договорот ќе останат на исто ниво и доколку не биде продолжен. Катастар ќе бара да се продолжи рокот за комплетирање на документите за легализација на дивоградбите, затоа што истекува за 8 дена, а речиси половина од предметите не се решени. Агенцијата за катастар на недвижности промовираше новина со која доколку електронските барања што ги поднесуваат адвокатите, нотарите, извршителите, геодетите и општините, доколку направат грешка, да ја исправат во рок од 24 часа, информира директорот на агенцијата Славче Трпески. Професионалните корисници ќе ги намалат трошоците и времето, затоа што претходно, поради грешка, било одбивано и повторно требало да се поднесе во катастарот. Новата функционалност очекуваме да овозможи намалување на сегашните 2,3% на одбиени предмети од катастарот на под 1% одбиени предмети од страна на катастарот, намалување на трошоците на професионални корисници за поднесување на нови барања, како и зголемување на довербата и правната сигурност меѓу катастарот и професионалните корисници. Трпески информира дека од 2014 година преку електронскиот шалтер се примени над 1,3 милиони предмети, а во последниот квартал од годинава речиш си 60% од примените предмети. Целта е процентот на примени предмети по електронски пат да достигне 100%. Додава дека со катастарот електронски се поврзани 732 професионални корисници, а се очекува оваа бројка да се зголеми. Македонските туристи идната година ќе добијат специјални поволни понуди за одмор на Златибор. Според меморандумот за соработка што го потпишаа денеска Сојузот на стопански комори на Македонија и туристичката организација Златибор од Србија, понудите ќе важат за двете сезони, и за летната и за зимската, а ќе бидат промовирани во март 2017. Македонските туристи добија специјална понуда за зимување и летување на Златибор, соседна Србија. Стата е дел од продолбочената соработка која туристичката организација Златибор ја има со Сојузот на стопански комори на Македонија. Потврда за ова надлежните велат дека е денешното потпишување на меморандум за соработка. Ова е резултат на неколкумесечен ангажман на Сојузот на стопански комори, во чии рамки направивме средби со амбасадорите на Република Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Албанија, и како резултат на тоа денеска го потпишуваме овој меморандум, со што се надеваме да во наредниот период се зголеми обемот на влез и на излез на српски туристи во Македонија и обратно.
подписивање тог протокола заправо Со подпишување на меморандумот ќе им ги представиме бенефитите и поволностите по кои ќе може да престојуваат македонските туристи на Златибор. Ова е само една во низата на активности кои туристичката организација ги спроведува на пазарот во Македонија. Минатата година имавме значаен пораст на туристи. Тоа ни е поттик за поактивно присуство на вашиот пазар. Даje нам снагу. Зголемувањето на бројот на македонски гости во туристичкиот центар Златибор е причина за оваа директна соработка, велат од двете страни. Целта е што поголем број на туристи од Македонија да рекреираат на Златибор и обратно, што повеќе туристи од соседна Србија да летуваат и зимуваат во македонските туристички центри. Инаку минатата година на Златибор одмарале околу 3000 македонски туристи. Тоа е еден од најатрактивните зимски туристички центри во Србија. Годишно привлекува околу 250.000 гости. Професионалните земјоделци дополнително ќе се субвенционираат од државата. Кај 3 категории на производители ќе има изголемување на финансиската подршка од 5 до 20%. Сања Левкова Ангелова ги има деталите. Субвенциите за земјоделците во државата продолжуваат и понатаму. За професионалните земјоделци предвидена е финансиска подршка од 5 до 20%. Вкупно 10 милиони денари се обезбедени за младите и за професионалните земјоделци. Доколку фармерот е на возраст до 40 години, ќе добие плюс 10, а 5% ќе добијат правните лица како земјоделско стопанство. Со поголема финансиска подршка се регистрираните индивидуални земјоделци или регистрираниот земјоделец согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување. За истите, субвенциите се поголеми за 20%. Зголемената финансиска подршка не се добива автоматски, туку за неа при поднесување на субвенциите треба да се достави и посебно барање. Концерт на флейта и пијано вчера вечер одржаа музичките уметници Силвана Чулева Атанасова и Емилија Кабранова Филипова. Овие две професорки редовно приредуваат пријатни изненадувања од областа на музиката за културната јавност од Кавадарци и пошироко. Музичките уметници Силвана Чулева Атанасова и Емилија Кабранова Филипова, професорки во основните музичко-балетски училишта од Кавадарци и Неготино, вчера вечер одржаа концерт на флейта и пијано во Домот на културата Иван Мазов Климе. Чулева Атанасова и Кабранова Филипова редовно приредуваат пријатни изненадувања од областа на музиката за културната јавност од Кавадарци и пошироко. Двете професори се добитнички на многу награди и признанија. Вчерашниот настан и оние што следуваат се показател дека културните збиднувања во градот продолжуваат и понатаму со несмалено темпо и покрај затворањето на манифестацијата Кавадаречка културна есен, во чии рамки за 60 на дена имаше 70 културни активности. Настаните од културата што ги организира Кавадаречкиот дом на култура продолжуваат со несмален интензитет и во последните неколку дена од 2016 година. Утре со почеток од 19:30 часот ќе биде отворена традиционалната годишна изложба на Друштвото на ликовни уметници од Кавадарци. Во понеделник во препладнивните часови во Домот на културата премиерно ќе биде прикажана новата представа за деца Волшебникот од Оз. Представа која е прилагодена на новогодишните празнувања и ќе биде на репертоарот цела недела за децата од сите кавадаречки основни училишта. Понатаму, исто во понеделник во вечерните часови од 18 и 19:30 следуваат и традиционалните новогодишни концерти на балетското студио Венус од Кавадарци. Во среда пак од 18 и 19 часот ќе бидат одржани новогодишни концерти на основното музичко и балетско училиште Лазо Мице Фрале. Во петок на 30 декември со почеток од 19 часот е закажан големиот концерт на камерниот оркестар Битола, а на репертоарот на оркестарот се музички теми од познатиот серијал филмови за Джеймс Бонд. Наредната 2017 година Домот на културата Иван Мазов Климе ќе ја започне со традиционалната коледарска манифестација Дедо Цепе Бурина на градскиот плоштад во Кавадарци во четврток на 5 јануари. Продолжуваме со вестите од Македонија. Македонија е на 5-то место по смртност од загадување на воздухот од PM10 честички во Европа. Просечната месечна исплатено нето плата по вработен во Македонија во октомври годинава изнесува 22.460 динари.
Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во Македонија во октомври годинава изнесува 22.460 денари и е за 1,1% повисока во споредба со истиот месец лани. Повисоката исплатена плата во секторите градежништво за 6,5%, административни и помошни услужни дејности за 5,8% и објекти за сместување и сервисни дејности со храна 5,7%. Се должи за зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен, според податоците на Државниот завод за статистика. Во секторите административни и помошни услужни дејности за 4,5%, објекти за сместување и сервисирање дејности со храна 4,2% и рударство и вадење на камен за 3,6%. Просечната бруто плата пак е 33.023 денари и е за 1,3% повисока отколку во октомври 2015 година и се должи на повисоката плата во секторите градежништво 7,5%, административни и помошни услужни дејности за 5,8% и објекти за сместување и сервисни дејности со храна за 5,6%. Исто така зголемување на просечната нето плата има и во секторите административни и помошни услужни дејности за 4,6%, објект за сместување на сервисни дејности со храна за 4,2% и уметност, забава и рекреација за 3,6%. Во октомври годинава 1,1% од вработените во Република Македонија не примиле плата. Краткорочните мерки можат само да го ублажат проблемот со аерозагадувањето. Свесноста за загадувањето во изминатиот период значително е зголемена, но за решавање на проблемот се потребни долгорочни мерки, порачаа на денешната прва научна конференција за аерозагадувањето во организација на Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест Скопје. Оттаму вела дека неколку години поред работат на предложување на краткорочни, среднорочни и долгорочни мерки за системско решавање на проблемот со аерозагадувањето. Иако нема одеднаш да се реши проблемот со загадувањето со имплементација на една мерка или со заложба на една институција или само од граѓаните, факт е дека сите тие како елементи во општеството треба да функционираат заедно, велат од Центарот за истражување и информирање за животна средина Екосвест Скопје. Како голем проблем го посочуваат и постоењето на историски депонии на напуштени објекти и процеси кои веќе не се во функција, како рудници, отворени флотации, топилници и отворени депонии со токсични метали, додека опасноста од присуството на цврсти честички не е самото нивно присуство и внесување, туку тоа што во воздухот има многу токсични супстанции што ги внесуваме во организмот. Затоа во период кога загаденоста на воздухот достигнува до 20 пати над дозволеното, од Министерството за животна средина и просторно планирање препорачуваат да се користи јавниот превоз, односно возилата да не се користат без поголема потреба, да не се користи за затоплување на простори прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, пет амбалажи, парчиња гума и било каков синтетички материјали правилно да се користат печките за дрва, да се ограничи движењето и активностите на отворен простор за најранливата популација, но и за лицата кои својот професионален ангажман го обавуваат на отворен простор во загадените зони на градот. Најмалку 19 луѓе се убиени, а 52 повредени денеска во напад со 4 автомобил бомби, што се случи кај пазар близу ирачкиот град Мусул. Ова го пренесе ДПА, повикувајќи се на медицински и полициски извештаи. Помеѓу загинатите има 9 доброволци од силите за безбедност. Има и материјални штети, а властите наложија полициски час во тој регион. Групата Исламска држава ја превзеде одговорноста. Останатите вести од светот во продолжение. Рускиот председател Владимир Путин денеска нареди во 2017 година да се засили ударната нуклеарна моќ на Руската Федерација со ракети способни да го совладаат секој противракетен штит од родот на ПРО, што Вашингтон планира да го размести во Источна Европа, пренесоа француските медиуми.
На колегиумот на Руското министерство за одбрана, врховниот командант инсистираше војската да се фокусира врз напорите за клучните задачи пред земјата, јави ТАСС. Агенцијата пренесува изјава на председателот Путин, во која тој вели дека треба да се зацврсти борбениот потенцијал на стратегиските нуклеарни сили, а на прво место со ракетни комплекси, способно гарантирано да ги совладаат постојните и перспективните системи за противракетна одбрана. Путин потенцирал дека, наместо да ги обедини напорите во борбата со меѓународниот тероризам, НАТО ја прогласи Русија за главната закана и продолжува да го зголемува својот воен потенцијал крај нашите граници, забележа рускиот председател. Терористот од Берлин, кој пред 3 дена влета сред Божикниот базар, претходно бил поврзан со Србин од Германија по име Бобан Симеоновиќ, открива германската полиција и е претходно апсен за регрутирање борци за ИСИС. Лажни пасоши на име Бобан имали и познатите терористи Абид Подбичанин, Изудин Црновраншки, Сеат Плојовиќ, Мирза Ганик и Елдар Кундаковиќ, открива Джебат Галијашевик за српските медиуми. Српските експерти за тероризам откриваат дека името Бобан многу често е користено за фалсификувани пасоши на терористите. Бобан Джепик е името на српскиот пасош на Левардин Мухаџери, познатиот терорист на ИСИС од Косово. Ниту терористот кој што пукаше во американската амбасада во Сараево не е србин, како што изјавија во светските медиуми. Многу терористи со српски пасоши со име Бобан, но србин ниту еден нема, додава Галијашевиќ. Грчката полиција разби криминална група која шверцувала марихуана и кокаин од Албанија во Грција. Во полициската акција се уапсени 10 лица, меѓу кои 9 албанци и 1 грк. Мрежата ја контролирала албанец со постојан престој во Албанија. При претрес на домовите и автомобилите на уапсените, пронајдени се и запленети повеќе од 173 килограми канабис, околу 300 грама кокаин, над 77.000 евра, 5 автомобили, 1 такси, баги и мобилни телефони. Во рамките на овој случај се испитуваат уште 113 случаи на трговија со дрога од членови на сега веќе растурената мрежа. Продолжуваме со вестите од спортот. Работнички ја запише и 7-та победа во првата кошаркарска лига, откако вчера вечер на гостувањето во Кавадарци го совлада Фени Индустри со 84:76. Ова за Фени Индустри беше прв пораз. Македонската фудбалска репрезентација ја заврши 2016 година на 162-то место, позиција која имаше и на претходното рангирање на FIFA ранглистата. Во дуелот на двата непоразени тима Фени Индустри го претрпе првиот сезонски пораз, а екипата од Скопје дојде до победа во последната четвртина. Кавадарчани во првата четвртина имаа серија од 10-0, во вторите 10 минути со низа тројки на Петровски, Чешковиќ и Магдевски, Фени поведе дури со двоцифрена предност од плюс 12. Во последните неколку минути од првото полувреме следуваше пад во играта кај домакините, па така избраниците на Докузовски до паузата намалија на -5 и заминаа на пауза со 41:36 во полза на Фени. Во третата четвртина работнички заигра многу подобро, што придонесе за пресврт на надпреварот. Искуството кое беше на страната на работнички сепак одлучи во последната четвртина за конечниот резултат да биде 76:84. Две различни полувремења. Прво полувреме прививме 36 поени, во второ полувреме 31 поена, во второ полувреме 48, што не е дозволиво на ваква екипа. Напоменав и претходно дека секоја грешка може да ја казнат. Тие се многу искусна екипа, све се добри играчи кои што познаваат добро македонското првенство и не е допустливо со ваква екипа малку да се отпуштиме, а тоа се деси кај нас. Во клучни моменти погодија тројки и мислам дека тука не можевме да ја вратиме утакмицата, бидејќи немавме
течност во напад како што имавме во првото полувреме. Прво име на вчерашниот меч од тимот на Црно-белите беше Јане Петровски со 17 поени и Кире Николовски со 12, додека кај гостинската страна капитенот Димитар Мираковски имаше 20 поени, Чековски 16 и Тасовски 15 поени. Прво да им честитам и на двете екипи на борбеноста и на желбата за победа. Многу ми е драго што игравме, можам да кажам, две прави македонски екипи кај што во составите има повеќе наши играчи отколку странци. Ако се донесува до надпреварот и Фени нема пораз и ние до сега немавме пораз, тоа беше мала престиж кој ќе победи, меѓутоа овој надпревар не значи ништо, има многу да се игра. Значи во првото полувреме Фени беше подобар противник од нас и може да се каже и во поголемиот дел од надпреварот, но меѓутоа искуството на нашите играчи си го направи своето и мислам дека на крајот поискусната екипа победи. Сега први на табелата се работнички со 14 поени, а Фени има 13. Наследниот надпревар кој е закажан за во сабота, Фени го пречекува тимот на Кожув. Денеска имавме претежно сончево со локална облачност и ветровито време, проследено со северозападен и североисточен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 2 до 11 степени. Да ги погледнеме деталите. Со информацијата за времето се одјавуваме. Останете и понатаму со програмата на Канал 1 телевизија. Пријатно!